Сите се замараат само со политика, никој не се замара со естрада. Што збориш? Да бе, човек. И сега? И сега е вистинско време да се вратам во игра, да се здружиме и ти да направиме нешто многу интересно. Почнуваме. Додај газ. Не си здрав со памет. Те Мислам, тестирам. знам дека не си здрав памет. Ајде, добре ми дојде у нешто ново што почнувам сега. Мислам, цело време почнувам некои нови работи, брат, пошто многу брзо ми издосадуваат и мислам дека ова ќе го тераме подугачко. Се надевам колку ќе ме држи вако енергијата и вниманието. Добре ми дојде. Како си, шо правиш, дали си добар? Фала ти првенствено на поканата, ти си човек кој што на вистина е добар во оваа работа, прекрасен водител, одличен си, така да вредиш и се надевам дека овој проект ќе успее, а и секој квалитетен човек заслужува некои новитети да си прави во кариерата. Ти посакувам првенствено многу среќа, среќен сум што ти гостувам, фала на поканата, јас се чувствувам супер и јас сум сигурен дека ќе ги забавуваме нашите, односно твоите гледачи, и ќе направиме одлично нели шоу. Да. Тачно. Кажи ми, што има ново кај тебе, брат? Не сум те видел, одамна не сме се виделе. Се гледаме приватно. Приватно се гледаме, да, ама не толку често, пошто знаеш дека си имам обавези со детето и некад, знам да ти кажам, не можам да дојдам, нели? Така е, да. Ама ти тоа не ми замеруваш. Уопште, затоа што ја играш таа е убавата и најголемата живот улога, тоа е да си татко. Јас да ти кажам, едва и чекам да станам татко, така гледаш, да. Тоа ќе те прашав, дали сакаш да се оствариш како татко? Многу сакам, можам да ти покажам чат еден, баш вчера зборев со Чат GPT. да, со една што се буваме, не знам ни што правиме, дейтаме, Да. глупости, се фукаме и викам сакам деца. Аха. Викам младци, викам јас женска, јас сум издаживен толку многу, 14 години сум по диска, по кафани, толку многу проекти, толку многу продукции, снимања различни, со какви сцени луѓе сум седел, сум работел, викам искуство големо, можам да се пофалам за моите 22 години. Мислам дека животот ми е моментално неисполнет без деца. Јас сум рак во хороскоп, јас сум поставен како татко према сите, така да сакам така да сакам да имам своји деца, 2-3. Добро, као би ги крстила, ако е рецимо женско. Ако е женско, за женско, да. Татјана или Миријана. А машко бе? Ако е машко, сакам да се вика Давид. Као тебе? Да, сакам да прашаш зошто. Да, не капирам. Гоце Тодоровски глумецов, претпоставам го знаеш. Да, бе, мислам дека е првиот во Македонија кој што син го крсти, пази го фраеров. Гледаш дека не ни гледа. Шо прави? Гоце Тодоровски е првиот кој што мислам дека е првиот кој што во Македонија син го крсти син Гоце, по него. И мене кога го дознав тоа, кога го истражував тоа, ми беше многу интересантно. И да бе, името ми е многу убаво, среќен сум што имам тоа име и презимето ми е, нели, исто, Давидовски. Да. И викам why not? Викам јас сум цел живот различен, у главата сум маце поразличен од другите. За себе сум си супер. Значи у дневник ќе биде Давид Давидовски. Ши ми све многу јако. Има татко, така, да. Идиотиве. Родител 1, родител 2, тоа. Не, тоа се глупости ако го направат, тоа јас сам кидам на протест, да ти кажам, ако не соберам луѓе. Тоа за мене се глупости, мислам дека тие некои традиционални вредности мора да се задржат, значи мора. И така да сакам да се вика синот, ако го имам син Давид, а ќерка ќе се вика Миријана или Татјана, по мајка ми или по баба ми? Миријана Мими ќе вика на Галено. Мици, па баба ми се вика Миријана. Да, и Мици и многу ја сакам со нејзе, мислам она мисчува, така да сакам да се вика Миријана по нејзе и нејзе викаме ние дома Мици. А мајка ми е жена која што све што сум посакал, све ми овозможила и она ми е најдобра другарица, така да не постои работа што сум ме сокрил од мајка ми, така да со нејзе сум многу близок, така да сакам да се вика Татјана. И се ги сакам оние стари имења, баш сум среќен кога лани кога ти се роди ќерката која крсти ти Бисера. Сам мисли да се викаше на пример, не знам, некој странско име. Кристијана, по мене, ама Кристијана не, пак е тоа словенско име, ме разбираш? Да, пример, не знам, шпанско. Многу забегуваат у задње време луѓе со Джери бич. Джери. Брат, да си го држиме тоа што е наше, пошто ако ние го смениме, ќе искорени. Ама самата кодификација 45-та на македонскиот јазик, мислам дека тоа треба, тие вредности треба да се задржат, човече. Тачно, се слагам со тебе. А кажи ми со тоа што
луѓе знаеш што викаат за тебе, си бил педер, медер и такви ствари. Па Што не ќе знам, кажеш на мене ми тоа, е брат? смешно. Тоа е мит или у кој веруваат луѓето или како ќе го побиеш тој мит, кажи? Пошто јас знам, те Да, знам да, лично да, и да, знам да. што си како си. Не зашо само си. ти, пак. Значи, на пример, ние сме македонците многу малце народ во оваа Да. земја. Ние сме многу малце. Се извинувам многу, мене ми Нема звони га. телефон, ама ќе му спуштам. Како се вика? Ние сме многу малце народ, многу мала земја сме. Тука нема што да изиграваме, да глумиме звезди, кога секој ја идам на пазар, ти идеш на пазар, ја идам у маркет, ти идеш у маркет. И многу поголеми звезди од нас. Тука се знае. Јас сум само човек кој што е роден со некој талент висок за мода. Ја многу пратам странска мода, многу ги пратам американциве, европејциве кои што на вистина, тоа е сасвим е поразлична нивниот вкус на облекување конкретизира мажи за разлика од тука. Еве ќе те спомнам тебе за пример. И јас сум просто роден така. Ја на пример кога ја стартував својата кариера на крена памет, мислев дека некој ќе ме категоризира дека сум геј и слично. Јас сум си стрейт човек, цел живот сум со девојки. Ни на крај на памет сум помислил дека некој ќе мисли дека сум педер, Добра, еве да може би ради кажам. тоа што така се обликуваш Ама и се тоа представуваш у јавност. Да, не се представувам. Тоа е затоа што на пример нашиот народ е навикнат да се облекува како што се облекува, што сосема тоа го почитувам. Секој си има право на свој стил, јас имам свој стил на облекување, што сега ја дорам во Америка, ќе мислам дека сум некој билијардер. Да. Добро, различен е менталитетот. Менталитетот, скроз, така. се позаостанати. Не само Македонија, зборам Балканов. Така, ние сме со некои своји конзервативни верувања, што Да. за жал јас се двојам од таа маса и ме карактеризираат дека сум дел од нечија група, лоби. Мала, Лоби. мала. Да, бе, да. Тоа не е точно. Јас сум си онака најнормален човек, дечко, маж, како сакаш кажеме, според годините сум уште дечко. Така да сум стрейт и мислам дека веќе таа некоја фама што се дига со мене, за мене веќе со години, мислам дека веќе тие глупости и Да, бе, да. конзервативни Ти размислувања е преку глава и онака што треба, па ми е или да ти што те кажам, веќе, гледаат стварно. на криво на пример негде кога ќе влезеш. Тоа ја докажува македонската злоба, затоа што јас тврдам, јас си го сакам овој народ, иако сум потенцијално злов. Еј, Влав, Да, не бе, знаев за тоа. како бе не знаеш Значи, ти си потенцијално сум стиснат, злов. бајо. Не сум стистат, сам знаеш дека не сум стистат. Тоа ете, гледаш, Шала, што ти значи шала. македонски Конзервативен дискриминатор, човек, да. дискриминатор. Значи ти го дискриминираш Влавот. Власите. Не бе, таман работа, Не е кумот точно. мој е Влав. Гледаш, Немам ништо против. него. јас сум потенцијално Само така Влав, знаеш, роден сум во митови оваа има. земја. Роден сум во оваа земја и јас не сум потпишан у лична карта како мислам сум потпишан како Влав, но сегде кажувам дека сум македонец затоа што сум роден во оваа земја. Не го знам лашкот јазик како што треба, го разбирам, го зборувам, но не доволно добро, затоа што ние власите сме проклет народ во оваа земја, затоа што самите меѓу себе не се почитуваме и затоа јас сум си македонец. Најмногу си го сакам својот народ, имав некоја прилика да работам моментално во странство, одбив за Каде бе, не си ми кажал за тоа. Кај си некоја странска продукција, хрватска, српска, мешано беше Аха. некој концепт, одбив затоа што сакам да изградам кариера во мојата земја, каде што првиот твоите луѓе. каде што првата наставка сум имал тука, каде што овој народ ме сакал, каде што сум ги имал фановите тука, каде што сум плачал тука, каде што сум се дружил тука, каде што сум учил тука, каде што првиот секс сум го имал Добро, тука. а што ќе ми кажеш за патриотите? На пример. Мислиш ли дека Дискутабилна тема. Мислиш ли дека не знам кое е твоето мислење генерално за Вака, што значи да си патриот? Живееме во време. Пошто многу луѓе не знаат што Така, значи еве да јас си ќе му патриот. објаснам. Да си патриот во денешно време, Ајде. каде што живееме во демократско општество, каде што ти не смееш да убиеш човек и не смееш да имаш да поседуваш ладно или топло оружје, каде што нели законски е забрането. Да, Не знам. живееме во 1903 година. Мислам дека патриотизмот не значи дека треба да се напаѓаат сите нации. Да си патриот треба да ги почитуваш сите нации, сите народности, да не дискриминираш, да не си националист. Првенствено да си ја сакаш својата нација, па потоа останатите. Да си патриот не сме да вреѓаш луѓе, не сме да се криеш, не сме да ставаш маски, Да плаќаш даноци на Да. државата. да ставаш не. А не, и тоа е така Треба да на плаќаш- тој начин
ја почитуваш, ја сакаш Апсолутно, државата. не треба да плукаш кога пушиш цигара надвор. Не треба да го фрлаш пикавецот. Пример, давам банални нормално да си ја примери кои почитуваш што се од државата. исклучителна важност. Инаку, кај што е моментално, дали ти се верува дека пред 4-5 години, фраер, тука татко ми прв пат се обучава да возам кола. Да? Да. И? Сакам да кажам дека патриот е тој што си ја сака државата, својот народ, но и многи сака и другите народности. Некој што, на пример, во сите области од животот го почитува македонскиот народ и не плука Точно. македонци, а не, на пример, и не се дели по партии. За жал, денеска ние се делиме по владици, по попови, по пејачи, Сме поделени, бе. по партии. И тоа е. Еве имавме пример кој што јас и ти мислам, така барем публиката ме пише, Да. дека бевме едини луѓе во оваа земја, инфлуенсери, јавни личности, кои што ги плукавме овие кои што ни го запалија здамево. Јас сум против нив. Мене човек ми помогна, албанец многу. Сум соработувал со албанци, еве сега моментално ми се јаве за реклами. Да, прифаќам, но ќе бидам почитуван како човек и како македонец. Но некој што во оваа земја е роден, што најбавите моменти ги доживува во оваа земја, за жал е најтажните, што е многу нормален, е животен природен процес. Да. Да, а да го плука, да го пали ова знаме, па тоа не може да го дозволам Значи, јас. мораш да Ако треба ќе излезам и ќе степам со 10 души. Нормално. Ама Еве, затоа најискрено ти ја, кажувам. на пример, луѓето ги делам на добри и лоши. Така, јас луѓето ги делам на добри и на лоши. За жал, денеска има многу се повеќе испартизира и влезе во некој финансиска корист патриотизмот. А денес Тоа сам да го кажам, зашто многу се прави бизнис на тој грб. така. Денеска, на пример, плукат Тоа не се, ми се допаѓа. ако, на пример, немаме ден на македонското здаме. Ако имаме ние како што и се почитува, како што се почитува, нека се. Ако се почитува македонското здаме како што се почитува албанското здаме, дали мислиш дека кај нас ќе дојдат сите граѓани? Не. Ако на власт се ВМРО, ќе дојдат само ВМРО-вци. Ако на власт се СДСМ, ќе дојдат само СДСМ-овци. А кај нив, дали се ВЛЕМ, дали се ДУИ, дали се ДП, небитно. Сите отидоа да го почитуваат денот албанското здаме. И тоа ме се допаѓа кај албанците што се сложни. Па тоа е баки проблемот кај нас. Кај нашиот патриотизам, затоа што ние не треба се делиме. Дали Стојан е педер? Тоа многу ја навлече. Дали, не, сакам да им објаснам. Дали Стојан е педер? Изјасни. Дали Бомбаки се за... не Бомбакис. Дали Зоран е за ВМРО? Дали Митре е за СДСМ? Небитно. Треба да сме сложни, кога се сакаме, кога се подржуваме, кога заедно сите одиме на протести за доброто, за заедничко на нашата земја, кога се бориме против корупцијата, против непотизмот, кога се бориме за заеднички добра, поготово за најуништениот система, тоа е здравството и образованието како клучни фактори за успех на една земја, па тогаш ќе речам дека сите сме вистински патриоти. А кога денеска сите сака да уновчат нешто од патриотизмот, не постои патриотизам. Ова ти беше добро, као Ептен енергично влезе и... Не, јас сум само реален. Било која партија, ако гледа некој од партија, земете го за кампања, за предизбор. Не може да ме земе никој затоа што мене не може да ради ме гласот, да. ради гласот. За гласот може да позаемувам глас и да бидам се, но мене пара на пример не може да ме купи. Ја на пример ова би го работел ако ме земе некоја политичка партија кампања да водам, ќе го работам за без пари, или тоа што неќем да ме утре да ме мочат, да ме кења, да ме карактеризираат како политички платеник. Затоа што јас сега направам за добро, ама ќе си кажам однапред дека не се сакам пари. И тоа пред цела јавност ќе го кажам, затоа што јас го сакам најдоброто за нашиот народ. Нашиот народ нема леп да во оваа земја. А се ударат груди Европска унија, зошто уште се викаме северна, ова ќе го направиме, луѓе, дај бе доста. Абе нашиот народ, луѓето умираат по болници. Јас не функционира системот. Пред 3-4 години како дете за жал сум имал неубава животна прилика да одам на онкологија. Не ми спомнеј, тоа ми е знаеш каква тема. Да. Додам на онкологија кај пријател, близок, и сум видел многу гнасти услови и ми се гадело од македонското здравство и мислам дека треба да се поработи на здравствениот систем, а за жал или за среќа, јас не знам дали знаеш дека пред 3 години завршив средно. И имам најголем кредибилитет за македонското образование, затоа што ни е пекол
и мислам дека под хитот треба да се поработи на... Необразованието не е катастрофа. Да, затоа под хитот треба да се превземат мерки за квалитетно образование и мислам дека треба многу да научиме од данците и од норвежаниве и од тие скандинавски земји, затоа што мислам дека не треба да има оцени. Сега ти ќе ме прашаш зошто не треба да има оцени? Затоа што се ствара љубомора. Ти сам си го извози интервју. Така да Искуството си го прави своето, знаеш. Зошто не треба да има оцени? Затоа што децата се родени како нели безгрешни луѓе, кои што не прават гревови. Па сега, кога се ствара таа љубомора уште на раните детски години, тоа е само ради оцените. Зошто, например, Кристен има 5, Давид има 3. Пази. И тука има љубомора. Да, не треба да има оцени. Децава учат, да научиш нешто. деца учат на памет. И тоа не треба да се учи на памет. Да. Добро, сега поново дознав и дека децата се делат кој е роден у систина, кој е државна. Тоа не ми се верува што се дешава. Да, имам таква. Значи материјалните добра кои што ги поседуваат нивните семејства ги довело до ниво да се споредуваат кој од каква финансиска много глупо тоа. состојба на семејство потекнува. Замисли ако се делат на тоа до кај ќе стигнеме, да. Тоа е многу лошо. Ќе маце многу улетавме у политика, батали политика. Ајде. Те прашам, пошто цело време изјавуваш јас сум татко. Како е да се биде татко на естрадава? Да е татко на естрадата. Зошто го мислиш тоа дека си татко на естрадата? Сега ќе ти кажам. 2018 година, мои 16 години, не постојат емисии у Македонија. Значи не искучи кој сака, не може да ме објаснува дека во Македонија забавни емисии не постојат. Завршува моментално или тоа време? Тоа време. Значи не постојат забавни емисии, никој не гледа, сите се окупирани кон турски серии, YouTube цената не постои и така натака. Добро. Јас се раѓам со желба дека сакам да се занимавам со оваа работа додека сум жив. И најмногу на свете сакам оваа работа. И одам со различни луѓе, со газди на продукции, телевизии, со станоци, се сам. Чагара багара, ме лажат, ме трујат, ми викаат ќе биде, брат, ќе биде, ќе успеш. Заврши средно, направи оно, упиши се на факултет, све направи од тоа, ништо немаш. Се трудев, се мачев. Сите знаат приказдава дека мене во животот ми помогна, односто мој светец. Добро, тоа да го имаш кажано. Дарко Гелев Брейк. Сега, јас од радио направив телевизија, веќе. Прв бев во Македонија кој што направи YouTube емисија, на туку не со телефон што се снима, не ќе да омаловажам никој, туку направив со најдобра продукција кој што снима во Македонија и Србија. Не се сме и позди бркани избриен. Со телефон? Мислам, пази. Се слушаш, бубица имаш, будала. Нема врска, се забава. Ти го исечеш ова? Ти ставиш пип? Да, пип. И како се вика, молим те. И како се човекот го поштија. Да, знам. И како се вика, ја реинкарнирав македонската естрада со тоа што од радио Брейк ми даде простор сам. Ама тогаш не беше више татко. Мислам, тогаш не беше татко. Тогаш се станува татко, тогаш правев. А чекај, тогаш што беше како? Тогаш веќе бев човек што сака да стане татко. Како што сум сега. Добро, има причина. Така. Тогаш имав желба да станам татко. И почнав да канам сам најголеми звезди, донесов во емисија, различни занимации правев, снимав на TikTok, Instagram, различни прашања, овозможував табу темите да станат нормални теми за муабет. Кои што денеска на пример да гледаме емисии, сите прават муабет на пример за секс. Кога стартував јас, кога ќе спомнав јавни личности, мега звезди ти кажам, значи популарни име, секс. Да, ти мислам дека и Еминем го имаше донесено еднаш. Еминем, да. Два пати мислам дека. 3 пати, брат. 3 пати. Да, ама сега е нормално да се збори на тие теми, да. Не, шала на страна. 20 годишно дете кој што цел живот учел дома, школа, немало никаква поврзаност, моите не знаат. А твоите поддршка као те гурале нешто, мислам? Не. Чисто не? Нема поддршка од моите. Да. Добро бе, нормално не разбира луѓето, да. И мисля дека правам глупости. Постари генерации се нормално. Мисля дека правам глупости. Они на пример, мајка ми татко ми се да ги прашаш, кажи 3 јавни личности, поима немаат. Значи не пратат, да ги интересира. Да. Спорт татко ме го интересира, фудбал и толку. А ако ти си татко на естрадата, кој е твое омилено дете? Моје омилено дете? Да. Па многу деца имам да ти кажам. Јас сакам деца. Кажи ми едно кое ти е омилено и кое си. Па дете моје кој што си го сака многу и кое што оди по моите стапки, на пример пушта брада, различни емисии, снима, се труди, се сам се мачи.
е моето сонце убаво Кикица, моето синче, лепотанче мое. Да, знаел дека ќе кажеш. Кикица, другарка ми, ќерка, уствари ќе дојде во овој нели фигуративен случај, Бојана Скендеровски се трудат, ми се свиѓа проектите што ги прават за Македонија, женскава изгледа фантастично. Кој друг? Значи, ние сме деца на Давид. Фигуративно деца, на кога станува таткото. нели збор за како јас како татко не страда. Да. Многу ги има да ти кажем, искрено многу Кој е луѓе се твоето трудат. најнепослушно дете? Најнепослушно? Да, и што него, мислам, си го остел само да Сум плови. го остел у том за деца без Не, родители. не, си го остел сам да плови, као без твоја поддршка. Па Као тоа е. татко, не Да, па тогаш е некој дете што на пример мене не ме почитувало како татко. Аха. А има некој такво? Па како Мислам, нема? Имаш име? Како нема многу луѓе на пример кои што не верувале у мене. Едно кажи. Еве на пример да размислам само. Ти оставам бе момент, нема врска. Имале Ако деца кои што не- не ме слушале, кои што не ме слушале, Непослушни. непослушни деца кои што не верувале. Па на пример, нека биде, еве нека биде Стефан Лазаров. Аха. Да. Значи не он не послуша, не те слушал. По не- на пример не Него почитал таткото. него на естрадата. почитувал таткото на естрадата, мислел дека ќе стане и он татко, па се тргнало од татковската грижа и сега еве сам си фура сигура. А сега е татко, нели? Па гледам дека си имаше дека вака си собира своји дечиња, така да Да. има некои екипа од дечиња кои што се трудат се мачат. На Кажи кој ми- начин не би сакал сега да коментирам. Нема врска батали, него кажи ми, дали некад егото ти смета у ова се што го правиш, пошто јас не знам него, те познам и знам дека егото ти у плафон влезе. Се менја А? тоа, верувај дека се менја. Не, дали ти било некад пречка или ти било баш напротив ко... Како што кажав кога зборевме за мода. Баки, дај ме направи некој убав круг, дај да отидеме негде. Ајде бе, ќе идеме, да те вртам низ аеродром цело време. Да, Ама ајде. убав ми е аеродром ми е најубав. И мене ми е најубав. Ја ова наслоба не ми е менјал за милиарда евра. Ама како се вика, тука се ми е, како да ти кажам. Да, нормално. Ова како се вика, кога зборев за мода, апропо муабетот за мода, кажеш дека ги пратам странци, и тоа не го крием. Па така ја пратев како дете, нели, српска естрада, светска естрада и така натака. Американска и така натака. Па сега, веќе заборев зашто правев муабет. За егото За дали егото. ти помогнало? Они, или на пример, не ти нели, помогнало во животот? како дете, сега си кажам детски муабети, зашто ја бев Ага. дете кога стартував. Нели знаеш, нивни причи, не прават муабет, арогантни, Да, бе, арогантни. им отварат врата, имат специфичен нот. И јас мислев дека тоа е нормално и за Македонија, и за нашиот мал пазар, и за толку колку што сме. И секогаш мислев дека тоа е нормално. И стојам за тоа дека е до негде нормално. Но не до тој степен веќе да створи иритантност. Јас сум човек кој што не сакам да се правдам или па нешто да ширам за себе, нешто што Што не како веруваш у што тоа? не што не верам, туку што народот ќе мисли дека за нешто се правдам, но јас сум човек кој што во животот нит украл, нит направил зло, нит направил превара, ни така натака. Јас сум само свој. Јас бев арогантен, имав егото плафон, стојам за тоа, но се е тоа дека мислев дека страдата тоа го бара, а и публиката дека се воодушевува. Има луѓе кои што се воодушевуваат, но сватите дека кај нас, жал дека не се навикнати на естрадни звезди, на вистински звезди, како што на пример ги има соседна Србија. Да, ама мислам дека треба да И бидеш за жал привземен малце. привземен и за жал тоа кај некои луѓе ствара иритантност и одбивност и кога сватив тоа, кога остив тоа на своја кожа, викам колку сме ние 23-ца, мислам дека сплотеноста е најважното нешто за еднака обичноста, да си онака кул со сите. Да, И бе, мислам дека тоа его со текот на годините, различните големи шамари кои што ми удрил животот го сведов до минимум. Сега си нормален. Па од секад сум бил нормален за себе, ама сега сум Да, нормален според оние си некои укапирал параметри кои што некои ги работи. создал народот за некој си естраден човек. Да, бе. Пази, овој каркас што го правиме сега, Е многу јак. е многу јак, да, тоа покрај што е многу јак, имаме некоја приказна у него. И сакам приказната да ја поврзам со картоните мои. Отлично. И тоа значи дека сите картони јас што ги имам испишано, им давам, одбирам 3 што се соодветни на тебе, на пример, на гостинот што ми гостува, и да избере некој од тие 3 картони, ти не знаеш, немаш појма што пишува на нив, Појма не. картоните. И од овие 3 да избереме и да го Додај искоментираме, газ. да го искоментираме картонот и да си помоабетиме на таа тема.
Така да бирај еден, Задниот Годоров. ако кој сакаш тој и кажи што пишува. Не сум јас за овој покварен свет, ама ете, нема каде. Немам каде. Дали ова е мој картон. Сега Да. само да ми кажеш мислење за тоа дали се согласуваш, дали не, што е тоа што те тера да мислиш така. Мислам, прво, Многу пати, дали се согласуваш со тоа? апсолутно се согласувам. Многу пати во животот, верувај, кога сум доживеал многу успеси, поготово од мај месец, кога веќе не работам, кога немам каде да работам и се трудам и се мачам, кога многу врати ми се отворени за жал оваа земја. Како што кажав, поради лажот патриотизам, поради тоа што народот, например, не ме прифаќа, а ја не правам ништо лошо, ја не сум криминалец кој што лежал во затвор, се јас сум осет- само свој. Си се осетил Сум така? осетил дискриминирано, дека не повредено, припаѓаш немам тука? работа, дека не припаќам и затоа многу пати сум сакал да се одселам од оваа земја каде што сум ги доживел најбавите моменти, ова не го Но? ти знаеш. Но Што те вратило Господ, тука за да останеш? Господ, универзумот, наградата, кармата, што немам направено ништо лошо, понекогаш се отвараат врати, знаеш. И кога ги видов солзите на моите блиски, кои им кажав, кога лупнав на маса, фигуративно кога лупнав, кога Да. кажав вака и вака, јас во оваа земја немам работа, народот не ме прифаќа, не ме сака, јас немам ни добар сексуален живот и јас викам дека јас сакам да се одселам оваа земја затоа што Зашо немаш добар сексуален живот, нели си стрейт? па Имаш стрейт сум. колку сакаш Па да. жени у... Ама тие жени мислиш дека се жени, девојки, Не, жени, добро, да. Да, мислам, Ама тие мислиш дека се Ретко од твое има- време, ти на пример си прекал девојки пред 10 години, на пред 15 години, 10, кога се уште се почитувале на традиционални патриархални правила, а денеска ти дали знаеш дека 99% се, да ми извините на израз, Блути не курви блути не морал. девојки, бе? блути не. 99% се курви, шират блути неморал, а Јас 1% сум- се лесбијки. Јас сум, да, сега поблаго да го кажам. Нема што поблаго, јас сум многу реален. Ја најдов, Спонзоруши се, баки. ја најдов она, како се вика, Блага форма. не зборам за жена, ми ја најдов валја, не знам, последниот диамант. Ендемски вид, убав, ендемски вид. ендемски вид, да. Да. Кој го риште Да. вики, бе? 91 околу мене. А, исто. па добро, таа е таа генерација. Не Да, може, ама- јас сум 2002. Пази, не може ова сега- све што се дешава, ја Страшно е. стварно Страшно е. имам ќерка и не знам, ќе се бориме се со Ќе се сите- бори со затоа што сите ти си состојания. прекрасно васпитан. Дали примети дека те вртам во исти круг? Ама јас сакам да приветската? отидеме после да се напиеме нешто. Да, бе, да. Ја не, Ајде возим ја не пијам кога возам. Не. Ја оставам колата. Ќе оставиш колата и после дали ќе не после, собере да, пред очите. Точно, да. Се договоривме Стефче се. ќе ме собере. Он ми е другар, Ајде иди, царе. баки по мене. Да. Сакам да кажам за Картонов. И многу пати во оваа земја, кога сме кај сексуалниот живот, Да. ја, например, сум, верувале или не, многу страшно воспитан, например, многу не искачам на вечер во последно време, кај да сум, во колку саат да е мајка ми кога и да ми се јави, и на овие години, кога седам и сум многу јаки фаци на маса, ја и сам на мајка ми од почит. Мамо, викам, Ќе сам рате, закастам, ќе ова. не ќе сакастам, не можам, не ме контролира и кога ќе се вратиш, само ме Да. прашува и кога ќе се вратиш да знаеш што остави на маса за јадење. И мислам дека побаво нешто не постои за еден човек од тоа. Дефинитивно. И јас сум многу патриархално, културно, традиционално воспитан, ги почитувам своите родители, ги сакам највише на свет, све им кажувам. За жал денеска тоа го нема. Блуд и неморал, поготово кога сме кај сексуална животска девојките, веруваме на зборот. Јас денеска плаќам за секс. Мислам, не конкретно, Да. и на поздимата плаќам девојки еве 50, таму не знам колку кошта 50-100 евра. Не, плаќам девојки кои што се спонзоруши ултра мега згодни. Да, бе, да. Одмор, Да, на друг начин ги ланче, плаќаш, да. јака вечерица, ручек, ово на манири, Да, кои што они може се би во палат твое на време тоа. се викаат манири, денеска се вика спонзорство. Да, бе, да. И мене ме смача, не, например, сакам да живеам со некоја Ама жена. они не те поштуваат и не те ценат ради тоа што си ти, него ради тоа што им го Овозможува. овозможуваш. И не да. само со мене, туку со многу. Мене, Многу например, само мене ми се се го- случило, никогаш ли нема да кажам, зашто не се работи за јавна личност, да имам Да. секс со Аха. девојка постара од мене све тоа, завршуваме работа кај мене дома и он иде веќе се тушира и нези затворне телефонот. Имав некоја можност да го отворам телефонот кога гледам Да дека она после да говорам со друг. Не, бе. Батуле постаро 20-30 години од неза. Има прича, а?
Верувај дека тоа, за жал сите се такви, не викам дека сите се курви. Да не Но генерализираме. спозорушите мирата нервиот, што денеска сите, например, ке сакат само да ти искористат. Тачно. Она враќање, не враќање ствари на пораки, па немој мајка му стара, бе. Телефонот е дел од нашиот организам. Да. Значи, она не враќа на пораки, ја на тебе не ти барам 100 евра на заем, човече, да те прашам како си шопреш. Тие се изгубено. Јас ако тебе ти пишам, еј, како си шопреш, па јас сакам да те прашам да видам дали си добар. Да. Тоа не враќање на пораки во денешново време ретардирано, мене страшно тоа не ми се свиѓа. Јас секад враќам на пораки, у стотинка ми стига порака, враќам. Да бе, нормално. Сите тие доблести се изгубени денеска. Затоа сум несреќен во оваа земја и затоа многу пати сум сакал да се одселам од оваа земја, но еве Си останал да се бориш. сум остал да се борам за мое, а и за заедничко колективно добро, што сакам да направам промени во оваа Точно, земја. ама знаеш, А картонот вика вака, јас не сум за овој покварен свет, ама немам ете каде. Јас за жал не можам да, јас си ја кодам и во нека европска земја, карикирам. Швајцарија, Да, Германија, било Франција, каде, небитно. whatever. Тамо ќе наоѓам на препреки, тамо ќе наоѓам на глупости, тамо ќе наоѓам на уште полоши луѓе. да и треба се од почеток да правиш. Така. А да ја менувам планетата Земја, дорам на Марс, за жал не може. Да, Затоа што немам знаеш, доволно реално, пари за да. ракета и тамо не знам дали ќе Па не, можам да дишам. ја викам најболje, најдобро е као земи да си зјам, тоа го размислам одамна, као да си зјам некоја куќа на планина, да нема луѓе, пошто луѓето се многу покварени и гледаат цело време да ти искористат и све од корист, сваѓаш. И тоа највише ме нервира, неправда нема тоа да не правиме мојот. И ми вика, дури вика, бомба, што се замараш, ти не можеш да правда да донесеш у светот. И што се управо, стварно, јас сам не можам ништо да направам. Ама гледам ете кругот околу мене да биде како што треба, гледам најблиските да бидат како што треба, и така си ги бираш луѓето и мислам Така е. дека тоа е твојот свет, тој Така круг е твојот свет. Јас сакам да кажам една голема работа дека тој социјализам во кој што сме живееле, на вистина колку и да не ми стопаѓа некој, нели, да нивни правила, но ми се допаѓа на пример тоа што луѓето сите биле од збор. И денеска сите тие што се останати, зборам 40 плюс, Да, бе. а и тие што се таа генерација 40, па до твојата генерација, значи до 33 години, сите се луѓето некако од збор. Младава генерација, испод 30, не де Боже мојава, 20, 22, тоа се све покварени Не бе, ни личности. почит, не Јас брат, ни ништо. немам пријател, другар, кој што е моја генерација. Сите мои пријатели кои што, нели, се видиме кафенце, виски, ово на навечерот, се бајле преку ден, небитно, сите се постари од мене. Зборам добри години постари, Да. сочни години, над 10 години, 15, така натака. Сите од моја генерација, за жал, ова време, технологијата, а и самата некаква подсвест, ги промени, станаа покварени и лоши. Точно. Тоа е тоа. Дали Се- картонот спеам да го ставам негде доле? Та стави го па го држиш од пријатска, ти го само да го прочиташ Готово. и ништо да. Добро, кажи ми заклучок, што можеме, пошто после овој мовет, нели, све се сведу у принцип у Каркаслав на картонија. Ние Ти треба требаше да напишеме, картонкаст. ние треба да напишеме картон еден. И као нема да го кажеме сега кој него ќе биде прво ќе излезе каркастот, па ќе излезе картонот да видат луѓето што сме напишале. Дали Готово. имаш некоја идеја на темава што од картонов да напишеме Да. друг картон? Да, Ама се разбира. нормално. Само не го кажуваме сега Не, тоа. не. Тоа кога ќе искочи каркастот, тогаш Да, ќе Точно, објавиме на Инстаграм. После еден ден, два ќе излезе и картонот. Еве те донесов сега на друго место малце да видиш друг живот. Да видам Да видиш цивилизација. цивилизација да малце. Ништо Логопед. да е друго, нешто ако сакаш да ми кажеш, Прашај ме што кажи ми, сакаш пошто да не ти сакам да трае подкастов 30 Ти ке сати. Не сечам ништо, не се сече не кај мене. Знаеш, башка нема што да се сече. Кажи ми, леле, многу ми е глупо тоа прашање, не те прашам тоа. Кажи ми, те молам. Сега Не, ме кажи ми нешто што луѓето не го знаат за тебе, брат. Мислам кажи ми. дека луѓето Имаш нешто секој сам си ствара слика, за жал, тоа е многу погрешно. Не имаше нешто што сакаше да ми кажеш, знаеш дека нешто си спремал нешто.
Па спремам еден проект кој што веќе го најавувам од 1 јули го стигнаме тој проект, се вика Hitmaker, музичка емисија која што не е моја, јас ја работам, но чувствам како моја затоа што организирам се и јас секој проект кој што го работам го чувствам како да е мој. Проект кој што сум пресреќен дека се надевам дека ќе искочи што е можда поскоро, ќе се емитува дека ќе се емитува на некоја национална добра гледана телевизија. Сакам да тој проект е премногу добар заради тоа што се промовира македонската музика. За жал, кога сме ке патриотизам, знаеш, мене не го враќај се. Не, сакам да кажам само една работа. Многу не ми се свиѓа ке пејачиве, нема да конкретизирам кои, нека се препознаат сами, поготово тие женски пејачки кои што пеат по кафани, кои што, например, алудираат и цело време да ме сакат македонска музика, лажат по интервјуа, а у кафана пеат Чајорија, мислам, таа е македонска пак, качерка српска, нек ноќас гори бекен, нек леју сви. И путиските, ако им се трусат и им лупат пари, човече. Тоа пари прават, да. Ајде, бегај, бе. Лажни моралисти мразам. Јас, на пример, сум човек кој што ја сака само реалност и се бори со реалноста. За жал, кога на македонецот ти му кажеш некој реален факт, се љути. Кога им ја плестуваш вистината у фаца. Не сага сега да ги лажеш. А Hitmaker, ти реков ми рече зашо заврши? Затоа што се навредив една од главните работи кои што онака ми дојде при самата свест, онака ме зашамара негативно, е тоа што прочитав некој коментар, сега сите водат подкасти и овој води подкасти. Знаеш кога се навредив? Не, сега сите водат подкасти, да, затоа ја гледам нешто поразлично. Од кога знам за себе, сакам ова работа. Како што кажав, немаше емисија во Македонија. Прв, многу телевизии ми затворија врата. Прв бев кој што направи YouTube ток шоу во Македонија. После мене, кога видов дека е интересно, после мене, јас се сакам ова работа, поише телебдарам. После мене отворија многу луѓе емисии, подкасти, со телефони снимаат, глупости прават и така натака. Јас снимам со GoPro, може? Со GoPro може. Не, неквалитетни луѓе, некоја пејачка, после нешто гледам дека отворила и она, некои глупости прават, ме копираат сите и со игри, и со прашања, и со се натака. И викам, ај малце ќе паузирам, да видам до кај ќе терат, и кога што гледам све курацот иде, така ќе се изразам најдругарски, нели најотворено. И гледам дека престануваат, дека веќе немаат главната инспирација, тоа сум јас. Јас ја сакам телевизијата најмногу на свет, сакам да направам промени на телевизиските екрани, на телевизиските емитувања, сакам да направам промени, затоа ги чекам своите 5 минути, работам на своите 5 минути. Се поклопуваат веќе, така, натака, онака, вака, ти реков ми рече коцкиве, така да кога не очекувате ги изненадам со нешто што дури ни јас сама да ги очекувам. Имаш еден човек, и ја му викам, ајде да дојдеш на подкаст, кога правев подкаст. И ми вика, мислам, човекот не можам да го откриам, ама ќе дојде, ќе го натерам тука. Се сватам кој. Вика, бомба, зашо да дам, што да правиме мојот? Као сум играл джамли у детството, као што сум правил. Тоа вика било минато, тоа е позај мене, вика, дај нешто да збориме за иднината, дај да збориме као да направиме пари, као да го направиме светов подобро место за живење, дај да размислуваме напред, да не се враќаме назад. И што му држи вода моветот и после неговиот мовет ја престанав да снимам подкасти, пошто си размисли, викам, стварно, што ги интересира луѓето ти што си правил, него дај што ќе направиме сегаш. Види, културата е најважна гранка за успех и просперитет на земја. Мислам дека кај нас културата е сведена на најниско можно ниво, на најбедно можно ниво. Тие работи мора да се променат, затоа сум јас тука. Мојата мисија е да создадам шоу бизнис во Македонија, затоа се трудам и целам и тоа ќе успее еден ден, сигурен сум од тоа, се додека не изгубам коса и додека не изгубам нерви и така натака. И треба да има емисии, треба да има различни емисии од различни карактери и сакам да го има тоа, но проблемот се парите. Јас затоа и престанав, тоа што они мислат
публиката мисли дека дека за ова не плаќаат огромни пари. Не, ние сами се обезбедуваме буџет. Ние сами се бориме за пари и знаеш колку е тежок овој може начинот што за жал естрадата во Македонија никој не ја почитува. Треба пејачи, глумци, водители, сите естрадни личности да се сложи, да се подржуваме. Не може мене на пример пејач што ми гостува во емисија, што поменал топ кај мене во емисија, глумец што и да е, ми алудирам на една што ми иритира задње време, планирам да ја анфоловнам. Поминала топ кај мене, све сум ги бранил, све топ. Ми гледа бак историња, не ми лајктуваат постови. Што си љубоморен? Што сте љубоморни 20-30 години со помлад од вас? Љубомората кога ќе се отстрани од нашиот менталитет, верува дека сите ќе успееме. Тоа тешко дека можеме да го направиме, ама сега ќе се трудиме колку можеме. Ај да те прашам за последно, пошто да не трае многу подкастов, каркастов. Како мислиш, заклучок да се подобриме, што мислиш, како можеме да го направиме овој свет подобар? Не само овој свет, Македонија е да почнеме локално. Во овој свет пол со чудо илјада се прашувам некогаш дали јас припаѓам. Еден живот, 7 милиарди мислења. Да. Така да одлучи ти дали ќе ги прифатиш тие или ќе си го живееш животот. Тоа ми е добро. Што се мора, не е тешко. Најбитно нешто за да овој свет стане поубав е првенствено лицемерието. Да се отстрани, сите да ги извадиме маските. Јас конкретно носам очилата што ми пречи, нели, светлината многу. Ми солзат очите реално, ти кажувам, тоа ми е некоја мана, не знам што треба да се проверам. Плачеш? Да, липта. Не, шала на страна, ми солзат очи, не можам да гледам без очари. Да ги метафоричко, фигуративно го кажам, сите да ги соблечат маските, да ги извадат маските. Да бидеме реални, да се сакаме, да се подржуваме. Бомбаке справи каркаст, ја на пример имам каркаст, пример. Да. Ќе го подржам. Нема да му правам зло. Нема да му кажам, на пример, ќе го земам пример Точи Зафиров, пример, не заеднички пријател. Нема да му сам утре на Тоше баки шоприш, ај нема гостувај новој. Зашто? Ваков е, онаков е, ќе измислувам. Кога ќе ја отстраниме злобата, алчноста, зависта од менталитетите наши што ги поседуваме како нели индивидуи, луѓе, тогаш веруваме дека сите ќе бидеме среќни, здрави првенствено, расположени, затоа што расположението дефинитивно позитивни. Веруваме како секој ни тргне. Јас многу верувам во Господ, верувам во универзум, верувам во карма. Кога правите добри дела, кога немате лоши мисли, верувате дека како бумеранг ви доаѓаат убавите работи. Сега, треба да имаме вера, да веруваме во нели надприродните сили, тоа со универзум. Еве на пример тука имаш убиено куче. Мачка, не видов. Секој, зашто на пример, гледаш? Никој не му е гајле да земе, да помогне, дали е жива, да. Нема емпатија. Емпатијата е изгубена, затоа што во нашите срца, во глобала зборувам, е засадена зависта, поготово на нашето естрадно небо. Кога се тоа ќе се отстрани, верувај дека ќе се создаде еден поубав свет за живење и мислам дека негативните мисли кои што за жал народот се ги ствара во својата глава, треба потхито да ги смени. Не треба да осудуваме, да пресудуваме, затоа што никој нема право да осудува нечив живот. Точно. Замисли сега и ти да осудуваме некој. Нема потреба. До утре ќе правиме муабет така натака и мирот. Затоа што мирот не може да се купи со ниедна светска пара, валута. Мирот е најважното нешто за спокој и среќа. Така. Така е. Фала ти што гостуваше, да си ми жив и здрав. Фала ти исто. Што и да направиш да успее тоа. Знаеш дека многу те сакам, почитувам. Тука сум за поддршка. И една реченица само ќе кажам за тебе. Ајде. Ова нашиве гледачи не знам ли го знаат, тоест твој име, нема врска. Кога дознав дека постоиш, ова никаде го немам кажано, кога дознав дека постоиш на планетата Земја, мислам дека фигурирам. Да, мислам дека си тешка саѓачина. Ради не си далеку од вистината. Не си, многу си интелигентен и образован и паметен, со широки сваќања, мислам дека си тешка саѓачина, мислам дека си клошар, мислам дека си глупак, кретен, мислам дека идиот, мислам дека си човек онака што му смрдат чарапите, знаеш, од таквите. Тоа може да не чат-пат некад сега да ме Не, фигуративно кажам, тоа ние простаци кои што на пример не се ни бања, така ми изгледаше реално. Се дека не ме контактираше на Инстаграм и се дека
нели, за поздрав стимавме и се дека не стане еден од луѓето кои што многу им верувам, кои што се им кажувам и кои што било што да се нафатам да го направам, те контактирам тебе, пошто знам дека ќе ме тепаш ако направам нека глупост. сум ти кажал неколку пати, Да. не прави глупости. И знам дека многу ти верувам и на мојве дома цело време те кажувам, те поддржувам и фала што постоиш во мојот живот. Фала ти за овој Да те мовет, бацам ми се нешто. свиѓа. Фала ти за моветот, пошто знаеш и ти дека е обострано поштованјето, а ние тука ќе завршиме, драги гледачи. Кратки Ако ви сме, се Илијан, доле допаѓа, минутажа. да, таман сме. Ако ви се допаѓа, стиснете лайк, стиснете шер, стиснете subscribe нормално ако сакате. И тука ќе гледате вакви мовети на некои интересни теми од моите картони, ќе ги поврземе. Така да уживајте со каркасот на Бомбакист.